Жителите на Кочани се на самото дно во регионот според сумата на општински пари што се троши за нивните потреби. Анализите на порталот Inbox покажале дека само 73 евра по глава на жител годишно се одвојуваат за решавање на неопходните животни потреби, ако се направи споредба со планираните средства во локалниот буџет. Тоа е далеку пониско и од некои помали општини, како што се например Зрновци, каде на секој жител од општинскиот буџет му припаѓаат безмалку 115 евра на годишно ниво. Во споредба со Пробиштип, пак разликата е уште поголема, со оглед дека таму за секој жител се планирани по околу 150 евра. Во поповолна ситуација од Кочанци се и граѓаните на општина Штип, каде 96,3 евра годишно му припаѓаат на секој штипјанец. Далеку пред сите во државата се жителите на скопските општини, а рекордер според сумата што се издвојува по глава на жител е Аеродром, каде на секој граѓанин од буџетот му припаѓаат по околу 500 евра. Ова значи дека разликата меѓу Кочанци и Аеродромци е 7-кратна, што се огледа и во ангажманот што Скопската општина го прави во комуналното уредување на просторот и другите потреби на граѓаните. Располагањето со средства во општинските буџети во голема мера зависи од полнењето од сопствени извори, како и од повратот на данокот на додадена вредност. Дел од градоначалниците сметаат дека е неправедна сегашната формула за распределба на ДДВ, бидејќи во Скопје живее половина Македонија и огромен дел од парите од прераспределбата на овој данок остануваат таму. Втората причина за големите разлики се даноците поврзани со имотот, каде поради истата даночна стапка поголемите градови се во предност, со оглед што метар квадратен изградена површина во Скопје достигнува и до 1300 евра, додека во Кочани се движи меѓу 550 и 600 евра за квадрат.